Декември е последен месец од манифестацијата Кочани град на културата 2012 година. Досега беа одржани повеќе културни манифестации, кои ги посети бројна публика. На почетокот на овој месец, пред публиката во Кочани, се одржаа два концерта, и тоа вечер на шансони со Костадинка Велковска, кој се одржа во Националната установа Центар за култура Бели Мугри, и концерт на класична музика на квартетот Кочани, кој се одржа во Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Од 4 до 9 декември, секоја вечер со почеток од 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри се прикажува македонскиот филм Трето полувреме. Во рамките на манифестацијата Кочани град на културата, утре во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани, со почеток од 18 часот и 45 минути, ќе биде отворена изложбата на ликовни дела од кочански автори под наслов Кочански бисери. Во фоајето ќе бидат поставени дела на Маја Атанасова, Оливера Атанасова, Јован Витановски, Слагјана Ѓоргиева, Елица Досева, Танас Дедов, Симона Ѓоргиева, Станко Ѓоргиев и Елизабета Зафирова Стојанова. Во рамките на оваа изложба пред публиката ќе биде изложено и делото автопортрет на покојниот уметник и ликовен педагог Драган Драги Тасевски од Кочани. До крајот на оваа година преостануваат уште неколку настани од програмата на оваа манифестација, како што се концерт на фолклорниот ансамбл на пензионерите, концерт на фолклорниот ансамбл Мугри од Кочани, додека за љубителите на класичната музика на 15 декември е закажан концертот на Симон Трпчевски и на 18 декември концерт ќе одржи Гордана Јосифова на обоа и пијано. Ќе биде отворена изложбата на фотографии на Слагјана Гаврилова Гранкова од Кочани, како и промоциите на книгите Живопис од Драги Трајчев и запишано во времето посветено на музичарот и собирач на народни умотворби од Осоговијата Ристо Стојанов. Пред почетокот на новата година следуваат и два новогодишни концерти, и тоа на Основното музичко училиште Ристо Јуруков и на фолклорниот ансамбл Љупчо